Господин Илија Јовановски, добро утро. Добро утро. Да ве прашам, се почувствува ли земјотресот и во Прилеп утринава? Да, се почувствува и јас лично го почувствував, да ви кажем право, само што бев станат и не здрема малку. Како реагиравте? Имам еден колега кој што вели за 2 минути се сипнав од зградата пред зграда долу во Пеца Мајле. Имаше ли луѓе по улици во Прилеп или сепак граѓаните откако? Морам да кажам дека не беше предолг земјотресот, траеше веројатно 15 на 20 секунди. И тоа веројатно. Кажете ми, господин Јовановски, каква е состојбата во Прилеп? Пред се сакам да ве прашам за состојбата се разбира со вирусната зараза, бидејќи Прилеп е едно од најпогодените градови во Македонија. Гледаме дека бројките не стивнуваат. Каква е вашата проценка за целата таа состојба? Добро. Благодарам господине Јордановски. Јас да се заблагодарам за поканата да бидам гостин во вашата утринска емисија. И на вашето прво прашање, дали се улиците празни или има граѓани што за сина ќе зборувам. Мислам дека после последните апели што ги даде државната комисија за здравство, Министерството за здравство, апелите ние што ги упатувавме до граѓаните, мислам дека последните неколку дена вроди тоа со плод, има се помалку граѓани после 19-20 часот, значи затворени се сите, така рече, продавници, многу малце граѓани се движат стварно после 19 часот. Морам да признам дека последниве неколку дена носат, така речи, сите маски, што не беше случај порано. Порано имаше одреден број граѓани кои што не веруваа во ова, не сакаа да носат маски, не мислеа дека треба да носат маски, ама сега немам граѓанин видено и преку денот да не носи некој маска. И тоа е добро. Господин Јовановски, вие сте една мешавина од, се разбира, функционер, општественик, бидејќи сте градоначелник на Прилеп, но истовремено по професија сте и лекар. Се води една, како да кажам, една тивка полемика, па и не толку тивка по разни социјални медиуми пред се и така натаму. Дали Македонија треба да оди кон тврди мерки на карантини или ова што се прави со овие сегашни мерки ќе даде резултат? Сега ве прашувам во оваа комбинирано својство во кое вие живеете и функционирате како градоначелник, што мислите со оглед на ова што ми го говорите за последните 3-4 дена, како се однесуваат прилепчани? Има ли потреба да се оди кон затегање на мерките и кон воведување на некакви построги карантински мерки, како што тоа впрочем го прават многу европски земји, па и наши соседи, или мислите дека и ова ќе даде резултат? Само се на рече одговорам за овој дел. Значи, ако овие мерки се почитуваат што ги предложи владата и Комисијата за заразни болести, ако децидно и доследно се почитуваат, не дадат и тие резултат. А инаку, многу голем дел од граѓаните посакуваат сега, да видите, за разлика од порано, го посакуваат пред карантин. Ама карантинот ништо нема да значи ако сме отпуштени како и порано. Мислам дека во овој момент со почитување на сите мерки што ги предложи Комисијата за заразни болести, ако доследно се почитуваат, мислам дека ќе бидат доволни. А голем дел од граѓаните посакуваат и мислат дека треба да има карантин. Јас сигурен сум дека ова го знаат и Комисијата за заразни болести. Да. И јас лично исто. Ама кога ќе се земи предвид другите последователни работи што се економијата, стопанството и така натаму, сите знаеме за ова, веројатно таа одлука сега е донесена до кога не знам, можеби за брзо ќе имаме и ние карантин, во секој случај мора да ги почитуваме мерките до крај. А инаку нешто ме прашавте каква е ситуацијата во нашиот град. Да. Сегашна ситуација општината е сериозна и загрижувачка. Тоа морам да го потенцирам. Секојдневно се изголемува бројот на ново заразени, хоспитализирани, па и починати граѓани. За жал, тоа е така во Прилеп, ама тоа си го донесе она што претходно се случуваше. Мислам дека оние мерки олабавени граѓани, непочитување доследно на препораките за
и така доведе до биде едно неколкуте градови водечки, да кажем. Само да споменам дека на последните 7 дена имаме 377 ново заболени граѓани и 15 починат. Само за 7 дена. Тоа значи дека просек околу 54 граѓани дневно ново заболени и по 20 починат. За жал, морам да признам дека овој тренд не стигнува. Каква е состојбата со болничките капацитети? Бидејќи во овој момент имаме доволен број на болнички кревети. Минатата недела имавме кризен штаб, се договоривме со раководството на болницата да се зголемат капацитетите не само во инфективното одделение, туку и во други одделенија, така да во овој момент се располага со околу 100 болнички кревети. Во овој момент е задоволително тоа, а сигурен сум дека ова ќе потрае и понатаму ќе ни требаат барем уште 50-тина. Јас се надевам дека тоа ќе го направиме, затоа што сега ова монтажна болница веќе почнуваме да ги правим припремите, така се надевам дека Министерството за здравство она што го вети ќе го исполни за поставувањето на тие неколку монтажни болници во градовите. Кога очекувате таа монтажна болница да профункционира во Прилеп? Не можам да кажам вистински, пошто не зависи од мене и од нас ништо. Ние секи направиме она што ни е дадено како задача, како општина, да го одредиме местото, да донесеме приклучок, струја, вода и одвод, пристапни патишта и ќе бидеме ние спремни, а тоа ќе зависи од Министерството за здравство, нели тоа ќе така речи, во еден, два или неколку дена ќе бидат поставени тие болници низ сите градови во државата. Кажете ми, каква е состојбата со брзата помош? Еве, видовме дека вашиот колега од Струмица се пожали дека немаат доволно возила. Прилеп има ли доволно возила барем за тој вид на медицинска намена? Има доволно возила Прилеп за тој дел за транспорт. За жал, луѓето мора да се транспортираат, ама нема проблем во овој момент. Мислам дека има доволни капацитети да и од итната медицинска помош и возилата санитетски од болницата се доволно за да ги испраќаат, да ги носат пациентите во терцијарна здравствена заштита во Скопје. Господин градоначалник, поведете. Да ви кажам дека ние кризниот штаб, општински кризниот штаб с него постојано заседание. Секојдневно с него комуникација со сите јавни предпријатија, со сите доследни институции во градот. И морам да кажам, за вас една ексклузивна вест, што за мене лично, како градоначалник, чувствував потреба дека и требам на болницата и на граѓаните и на колегите во болница Прилеп. Јас вчера бев кај директорот на болницата и кај докторите инфектолози. Им се понудив, дека сакам од утре да волонтирам. И тоа од денеска ќе го направам, затоа што чувствувам лична потреба, обврска и одговорност. Пред се према колегите, затоа што вистински најмногу ме потребно сега овој ресурс на доктори, медицински сестри и болничари. И тоа ќе го направам и покрај тоа што знам дека постои ризик, јас сум во ризичната група на граѓани, каде што многу од моите соработници и пријатели ми сигурија да не го правам тоа затоа што му требам на градот и така натаму. Ама, ало? Да, слушам, одлично. Ама чувствувам потреба тоа да го направам во овој момент. Затоа што сега мислам дека на заедницата и на граѓаните и на градот и на болницата сум најпотребен. Право да ви кажам, ќе излезе дека 2 недели, 2 месеци, колку ќе има потреба, јас таму ќе бидам присутен. Да ви кажам право, ќе излезе дека сме се договарале пред да се чуеме утринава, јас мислев и тоа да ве прашам. Како лекар дали се понудивте во ред како и да прозвучи, тоа е сепак еден убав потез. Без некој да ме наговара, тоа е моја лична идеја и моја лична определба и одлука. И тоа ќе го направам денес и тоа пред медиумите ќе го кажам, затоа што вистински мислам дека ќе им помогнам на моите колеги за да својата професионална работа и стручна работа ја обавуваат полесно, затоа што ќе
ќе бидам околу организацијскиот, техничкиот дел, со моето искуство и авторитет, мислам дека сигурно ќе делувам позитивно во болницата за инфективно одделение. Па добро, господине градоначелник, ќе имаме прилика тогаш наредното вклучување, може би идната недела, да ве вклучиме во некој утрински термин за време на визита или за време на помагање во Прилепската болница. Сигурно. Па ќе биде интересно баш да видиме какви се вашите искуства, бидејќи знаете како е, некои пријатели од Прилеп ми велат градоначалникот треба да дое во болница за да види како ни е убаво. Тоа не важи само за вас, важи воопшто за политичарите генерално, предпоставувам, бидејќи едно е да се проценува ситуацијата од политички кабинети, а друго е кога ќе се види на лице место какви се состојбите во здравствениот систем. Ви благодарам за ова утринско јавување и за оваа мала вест што ние вака ексклузивно ни ја соопштисте. Сигурен сум дека ќе биде забележена низ денешните медиумски известувања. Да, ви благодарам на вас. Имајте убав ден. Се слушаме, до слушање. Благодарам, ова беше градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски.